Конкурсот трае до средината на февруари. Тогаш ќе знаеме каков бил интересот од страна на композиторите и авторите на композиции за овогодишното издание на Фолкфест во Ландово, 36-то поред. Ќе го следиме минатогодишниот концепт кој што беше, а тоа е со една финална и надпреварувачка вечер во фестивалската сала Јанко Узунов, а две предфестивалски вечери кои што ќе се случуваат на градскиот плоштад во Ландово, на кои што ќе настапат естрадни имиња кои што се поврзани со Фолкфест во Ландово, но исто така и кои што се поврзани генерално со музиката која што допира до најшироките народни маси. На нас ни е многу значајно Фолкфест во Ландово да се развива и во овие тешки времења, кога што фестивалите речиси насекаде им е тешко да се одржат. Фолкфест во Ландово воопшто не е ефтин фестивал кој што сигурно чини некаде околу 5 милиони денари и за нас како локална самоуправа тоа представуваат големи издатоци, но сум сигурен дека вложувањата во таков фестивал се значајни не само за нас како локална средина и за нашето представување, туку и во создавањето на македонската вредност, идентитет, култура, јазик и т.н. И т.н. посебно во овие времења кога е многу значајни, се отвараат многу полемики околу нашиот идентитет и вредност. Мислам дека Фолкфест во Ландово и композициите и песните кои што излегле од нашиот фестивал се неизоставен белег на македонската посебност и вредност. Колку што ве разбрав, останува концептот како и минатата година. Овие односно двете фестивалски ќе бидат како и минатата година на плоштадот овде во Ландово, каде што се знаат кои се или допрва ќе се утврдува. Мислите кои се датумите? Не, учесниците на овие кои што се, ајде да не кажам, неформална фестивалска. Дел од учесниците знаеме, но тоа ќе го споделиме на официјална пресконференција некаде во февруари, кога ќе започне официјално и селекцијата на композициите за овогодишниот фестивал. Имаме традиционално, тие се неколку комуникации со медиумите и со јавноста кои што ги правиме, пред да почне селекцијата на композициите и исто така кога ќе се направи жребувањето за тоа која композиција под кој реден број настапува. Знаете дека го вративме фестивалот во мај, минатата година беше во првата недела на јуни, од причина што на почетокот на минатата година се уште бевме под офсада на COVID-19 вирусот и не успеавме да го завршиме сите процедури и постапки кои што течеа до крајот на мај, беше во јуни, но драго ми е што фестивалот е вратен во својот стандарден термин, тоа е месец мај, и што е вратена публиката на Фолкфест во Ландово, што публиката и гласа и зема активно учество на фестивалот, така да сум сигурен дека ќе направиме добар фестивал и оваа година. И за крај рековте е замашен, 5 милиони денари од прилика чини овој фестивал кој што го чува македонскиот идентитет. Ќе успеете ли да ги обезбедите овие пари и од каде? Најчесто изминатиот период фестивалот Фолкфест во Ландово се одржува од средства од буџетот на општина во Ландово во најголема мера и со средства од Министерството за култура. Се надевам дека истите средства ќе имаме и оваа година. Исто така апелирам и до сите кои што сакаат да се вклучат како помагатели, како спонзори на фестивалот, да го направат тоа.